Платите на министрите, пратениците, високите државни службеници и паушалите на советниците да паднат на половина до крајот на војната со коронавирусот. Оваа иницијатива ја поддржуваат денес анкетираните познати јавни личности. Секогаш велам дека сите ние сме едно, сите ние кои што живееме во оваа наша мила земја сме едно и така и треба да се однесуваме. А посебно па во вакви водени ситуации каде што здравјето на македонскиот граѓанин е загрозен. Колку што еден човечки живот е вреден како во идентитет на работник во фабрика и министер, за мене е се тоа еднакво на исто. Така да мислам дека сите сме заедно во ова и треба заедно да го надминеме со исти услови. Истото мислење го има и познатата пејачка од Штип, Зуица Лазова. Знам дека обичниот народ е многу погоден од ова и моje мислење е дека треба него да му се олесни на било каков начин, дали со одложување на ратите за кредити и значи во тој домен некаква помош за народот, бидејќи мислам дека барем едно 70% од народот живее под кредити и на заем, ако може така да се каже. Треба да се најдат некакви механизми. Ставот дека во оваа непогода сите треба да сме еднакви, за да ја преживееме заеднички и што поедноставно, го делат и следните наши две познати имиња. Тоа мислам не треба да се праша за таква работа. Значи нормално дека сите треба да бидеме сплотени, дека треба да бидеме самосвесни и дека треба да работиме и да нашата свест пред се и да овој вирусов да го сочуваме од другачие ширење. Тоа е овако и кај што може да се помогне нормално, да се помогне дури и со средства и со што луѓе некои нема, зашто не? Дефинитивно мислам дека треба да си помагаме, меѓутоа не знам колку е возможно во овие моменти, затоа што мораме да сме сите по дома и во самоизолација, меѓутоа поддршката треба да си ја даваме еден на друг. Жал ми е што после овој момент можеби не сум компетентна да зборувам на темата, меѓутоа свесна сум дека економскиот пат не очекува. И јас работам приватна фирма, знам точно како е, моите вработени веќе се испуштени по дома. Каков ефект има оваа иницијатива е важно од многу аспекти, но пред се поради чувството на солидарност и емпатија кои сега треба да стигнат до сите и дека никој во оваа борба не е сам.